Значи ова се медиуми кои што ги има купено Орбан во Македонија преку Маđар телевизио. Таму се former executives Петер Шнац и Агнес Адамик. Овој Петер е собственик на Target Media. Target Media е 90% собственик во CHS Invest Group Скопје, која што пак CHS Invest Group е собственик на Алфа Скопје, која што пак Алфа Скопје е собственик на Алфа телевизија. Во CHS Invest Group е и Горан Балац, а тој е државник на Република Српска и близок до режимот на Додик, до син му. Агнес Адамик е собственик на Adynamic Media. Adynamic Media е 99% собственик во компанијата Прва Република, која што компанија е собственик на Република Онлайн. Adynamic Media е 51% собственик на M-Media, која што пак е собственик на Курир, порталот, и 57% собственик на Лидер. Тоа така беше договор, тогаш, кога се договараа за ова, дека 57% ќе ги земат маđарите, а 49% ќе останат во собственост на старите собственици. M-Media е исто така собственик и на Денешен, каде што е Дарко Јаневски, уредник, економски и Вистина МК. LD Press Media, кој што е исто така во собственост на Dynamic Media, а пак Dynamic Media собственик е Агнес Адамик, тоа е исто од Маđар телевизија, која што LD Press Media пак е собственик на порталот Netpress. Значи ова е целата групација во моментот на портали и една телевизија со национална концесија во земја. Значи Петер Шнац и Агнес Адамик се бивши директори на Маđар телевизија и они излагаат од таму, ги кешира Фидеш или Орбан, не е битно, за да ги купат и секој месец, ако не се лажам, ако добро сеќавам со бројки, за Алфа месечно одеа околу 320.000 евра, а за овие, како се вика, другиве портали одеа околу 200.000 евра месечно, кои што потоа се распоредуваа по порталите. Јас од тоа што имам информација, може не е точна, и покрај тоа што 300.000 евра идат месечно, на пример, во националната телевизија, таму колегите земаат плата еднаш на 2 или 3 месеци. Може не е точно, може се средили умеѓу време, меѓутоа знам дека таква беше ситуацијата. Значи тие 300.000 евра што ги зима повторно се вртеа некаде преку фейк продукции, преку фейк снимање на некои приказки. Значи фейковача идеше све тоа, само фактурирано, и тие пари се вадеа после на различни други продукциски фирми, кои што продукциски фирми потоа ги вадеа и ги даваа на фирми кои што потоа ги внесуваа парите во партија, ги вртеа парите. Тоа од прилика така изгледаш. Така да, ако ова не е странско замешателство, геостратешки интерес на земји во кои што владеат авторитарни и диктаторски режими, не знам што е.